Нашето семејство, значи поточно мојот прадедо Петар, поседувал меѓу другото 2 ана, од кој едниот е Галички ан, кој што се наоѓа тука, и другиот е Ѓаковачки ан во срцето на старата Скопска чаршија. Поради граѓанската војна 48-49 во Беломорска Македонија, таму биле во тие 2 ана биле сместени бегалците од Беломорскиот дел од Македонија. Во 48 и тек 58 година е национализиран имотот. Значи за Ѓаковачки ан го вративме после 8 години докажување, го вративме во 2008 година, а за Галички ан, кај што се наоѓаме сега, добивме решение за враќање во собственост во вид на обврзници, и тоа во износ, мислам, понижувачки од 4 милиони денари, кој што конвертирано во кеш, значи 50.000 евра. Јас лично не дозволив да стане, тоа е правосилно решение, но јас се жалев на решението и барав да се направи спогодба, како ние би добиле колку толку имот со пропорционална вредност, бидејќи сепак се работи за имот од 426 квадрати во суво злато, што се вика, значи на старата улица крај Крал Петар или Маршал Тито или сега Македонија поново, значи на камениот мост. Само се прашувам ја лично и моето семејство се прашува како е можно, значи некој што по моја лична проценка го направил простор од хумор и сатира, да добие 1,5 милион евра за неговиот ангажман, а ние собствениците на ова земјиште да добиеме 50.000 евра. Тоа е, мислам, прашањето до јавноста да процени. Па јас 3 години преку управенството се трудев да го турнам ова решение за обврзници. Затоа што сметам дека е, значи, во случај кога далеку понеатрактивни земјишта, само земјиштето се продава за 3 до 4.000 евра, значи да му процениш на некој деловен простор 426 квадрата за 50.000 евра, тоа е, мислам, понижувачки и несериозно. Што се вашите следни чекори? Што очекувате? Па јас очекувам, значи, државата да си исполни својата функција, значи да го гарантира правото на собственост. Значи, према уставот сите сме рамноправни граѓани, затоа што овие спогодби меѓу кои некои контраверзни се веќе направени. Значи, и така се обештетени поранешните собственици.